Скопје е валкан град без доволно автобуси, но градоначалничката обвинува за политичка хајка оркестрирана од владеачката партија. Сите биле виновни за хаосот во Скопје, освен мајката на градот. Даниела Арсовска прстот за лошата хигиена, отпадот и проблемите со јавниот превоз го впери во советниците на град Скопје. Не ги гласале плановите и програмите, а самата не можела да ги реализира. Сепак не кажа зошто со овие ресурси градот не може редовно да го собира отпадот, а требата да се коси на јавните површини кои сега се извор на зараза. Иако таа најави дека во четврток ќе излезе со конкретен план за решавање на состојбите, пред новинарите не посочи ниту една идеја како ѓубрето поредовно да се чисти или пак како да се оспособат што е можно поголем број автобуси да возат кога ќе почне учебната година. Вели, ако владата го платела долгото до 8 милиони евра за бесплатен превоз на студентите, многу работи ќе се решеле веднаш. Доколку ги отпочнале пред 2 години, сега ќе имаше сукцесивно, како секоја останата нормална држава со нормални политичари кои што работат во интересот на граѓаните, ние сега секоја година во овие изминати 2023 година, ако набавувавме по 50 автобуси, 150 нови автобуси ќе имавме. За жал, не се одважија и на вчерашната средба исто така кажаа пари нема, девастиране буџетот и нема да гласаат за таква одлука, иако ние повторно ќе ја предложиме, па нека не гласате. Вие ќе гледате, ќе следите. Владата и Арсовска се согласија само во едно. Вчерашната средба дефинитивно била фијаско. Додека министерот за локална самоуправа Златко Перински рече дека не е голем оптимист дека ќе се најде заедничко решение, Арсовска го обвини дека намерно излегол сам на пресконференција за да ги прикаже поинаку работите и да добие политички поени. Таа имаше шанса, но вчера и покрај најавите не застане пред новинарите да зборува за исходот од состанокот. Таа се пожали дека владата не го прифатила незиниот предлог за формирање заедничко координативно тело за решавање на проблемите, ниту пак комисија за набавка на екоавтобуси. Планот кој што го предложивме имаше детална разработка на сите оние работи кои што се блокирани во овој момент и на сите оние прашања кои што треба да се разрешат за ние да имаме функционални јавни предпријатија и функционален град. Тие еден по еден ги презентиравме и еден по еден како ги презентиравме беа одбивани, за да на крај да ни се предложи да си дојдеме со нов план. Мислејќи дека ќе го одбиеме истото, ние го прифативме. Веќе отпочнавме и нов да правиме, затоа што тој не им се допадна. И ќе видиме на кој обид ќе им се допадне планот. Арсовска рече дека не планира да ја напушти функцијата, но и нема повторно да се кандидира за градоначалник. За сега не се знае како ќе функционираат јавните предпријатија ако и во четврток не помине планот за спас што таа треба да го презентира. ЗЕЛС веќе побара да и се одземат ингеренциите на Арсовска за комунална хигиена и за паркови и зеленило и да им се предадат на скопските градоначалници за градот да функционира нормално. Премиерот сепак одлучи да и даде разумен рок на градоначалничката да ги поправи работите, во спротивно најави радикални чекори.